студиото со вас, Иван Кузмановски. Добар ден ви и благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Уапсен Бујар Дардишта, поранешен висок функционер од ДУИ кој раководеше со управата за водење матични книги и СМ дистрибуција. Со умисла него собирале ѓубрето во Скопје. Обвинителството поднесе обвинение за поранешниот директор и управителот за отпад во комунална хигиена. Шилегов побара оставка од Филипче. Тој го обвини дека одработува за ВМРО ДПМН под уцена за приватни проблеми и долгови. Оставки поднесоа двајца председатели на општинските организации на СДСМ. Скопје повторно е вице шампион по загаден воздух во Европа. Струмица и Кичево се под посебни мерки поради алармантното ниво на PM10 честички. 4000 смртни случаи годишно поради пушење. Просечен пушач за една година троши повеќе пари за цигари отколку за здравствено осигурување. Вејповите и електронските цигари најголем тренд кај младите. Хаос во албанскиот парламент. Опозицијските пратеници се судрија со обезбедувањето, фрлија димни бомби и запалија постер со ликот на Еди Рама. Овие вести во живо со информации за последната акција на полицијата и обвинителството во која е приведен поранешен висок функционер од ДУИ. Останете со нас. Поранешен висок функционер од редовите на ДУИ Бујар Дардишта е приведен во последната акција на полицијата и обвинителството. Според засега неофицијалните информации се работи за поголема група осомничена за корупција и економски криминал. Деталите за случајот ги има колешката Тамара Дичовска. Имаме во живо во овие вести. Тамара, има ли некакви официјални информации за случајот од истражните органи? Официјални информации од обвинителството за гонење организиран криминал и корупција за сега се уште нема, освен дека се спроведува голема акција за економски криминал. Меѓутоа, министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски потврди дека е уапсен поранешен висок функционер од ДУИ, односно дека станува збор за Бујар Дардишта. Бујар Дардишта извршуваше неколку директорски функции за време на владењето на ДУИ. Тој беше и директор на управата за водење матични книги, а во неговиот мандат имаше низа скандали поврзани со неговото име. Дури беше директор на управата, како издавање на илјадници погрешни изводи, меѓутоа и издавање на билјадници изводи кои што воопшто не биле евидентирани. Меѓутоа, по директорското место во управата за водење матични книги, тој беше и директор во СМ дистрибуција, па затоа обвинителството се чека да ги даде оние информации кои што ги најави за текот на овој ден, за тоа која функција ја извршувал, сторил кривично дело со што беше уапсен, како што кажа и ти, станува збор за акција за организиран економски криминал, каде што покрај Дардишта се уапштени уште десетина други лица. Според неофицијалните информации, Дардишта бил уапсен вчера на граничниот премин Блаце во обид да ја напушти државата. Деталите ги видиме во прилогот. Уапсен е поранешниот висок функционер на ДУИ Бујар Дардишта. Со него се уапсени уште десетина лица кои според неофицијалните информации се дел од организирана криминална група осомничена за корупција и економски криминал. Дардишта е поранешен директор на управата за водење матични книги, а по директорското место беше именуван и за управител во СМ дистрибуција, кој управува со топловодната мрежа за парно грејење. Од обвинителството за гонење организиран криминал и корупција треба да соопштат поради која функција која извршувал Дардишта е уапсен. Но оттаму засега само велат дека под раководство на јавен обвинител од ОЈО-ГОК, полициски службеници од Оделот за созбивање на организиран и сериозен криминал при БЈБ и МВР од Нокеска спроведуваат активности на повеќе локации во Скопје и Куманово поради постоење на основано сомнение за сторени кривични дела од финансиско-економска природа. Министерот за внатрешни работи потврди дека Дардишта е уапсен, но не сподели детали бидејќи активностите на полицијата и обвинителството се уште траат. Имаме превземено действија кои што се во насока на лишување од слобода на лицето кое што го споменавте и ќе продолжиме да постапуваме согласно наредби на судија на претходна постапка и секако во координација со надлежното јавно обвинителство. Според неофицијалните информации, по претресите се пронајдени одземени пари во различни валути, мобилни лаптопи, хард дискови, како и финансиска документација.
Дардишта беше познат во јавноста откако само во 2019 година, додека беше на директорското место, во управата за водење матични книги беа издадени речиси 22.000 погрешни изводи, а Државниот завод за ревизија истата година утврди дека издадени биле речиси 95.000 изводи, повеќе од заведеното во евиденцијата. Имаше сомнежи на антикорупцијската комисија дека за време на неговото директорување, кога се вршела дигитализација на матичните книги, имало тргување со илјадници лични информации на граѓаните, но тогаш Дардишта ги негираше наводите. Тој беше и адвокат на обвинетите за диво населје. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Истрагата покажала дека ѓубрето во Скопје не го собирале со умисла, па обвинителството поднесе обвинение за поранешниот директор и управителот за отпад во комунална хигиена. Градоначалникот на Скопје очекува истражните органи да имаат полни раце работа во ова јавно предпријатие. Обвинителството поднесе обвинение против поранешниот директор на комунална хигиена Сабахадин Рустеми и управителот за отпад во предпријатието Аки Саити. Се товарат за сторено кривично дело за грозување на животната средина и природата со отпад. Според истрагата, во текот на октомври, обвинетите со умисла не ги почитувале законите, бидејќи не ја извршиле својата основна дејност за редовно собирање на ѓубрето и не побарале измена на оперативниот план и програма, овозможиле да се создадат депонии околу контейнерите. Дополнително, Рустеми постапил спротивно на статутот и не ги спроведувал одлуките на управниот одбор. Како директор на јавното предпријатие, кој е давател на комунална услуга, бил должен, но сепак давањето на комуналните услуги не го вршел постојано и квалитетно и не се грижал да ги одржува во функционална и исправна состојба објектите, опремата и уредите. Бидејќи истрагата е завршена, обвинителството побара, а попладнево судот одобри притворот да им биде заменет со мерки на предпазливост, а за управителот за отпад и привремено отстранување од работното место. Градоначалникот на Скопје Ѓорѓиевски вели дека истражните органи ќе имаат многу работа во комунална, но и во останатите јавни предпријатија. Рече дека им стои на располагање на институциите да им ги даде сите потребни документи. Овој народ сака правда. И овој народ беше доведен во состојба да живее во депонија месеци наназад, допред да се промени локалната самоуправа во градот Скопје. Многумина во минатото говореа дека тоа е политички оркестрирано и организирано. Мене како градоначалник, бивши на општина Кисела Вода, ми одговараше состојба во предизборија да бидам во каква што бев, да на секој буквално ќош, на секоја позиција каде што има микролокација да има тони и тони отпад, не ми одговараше. Што значи дека нешто друго било во позадина, односно нефункционалност на цел систем кој што не само што не функционирал, туку бил ограбуван со години наназад. Паралелно тече и ревизијата на комунална. Таа треба да покаже што се случувало внатре и зошто касата на предпријатието било оставена празна. Ѓорѓиевски признава дека состојбата и сега е далеку од идеална, но вели дека се прават максимални напори за подобрување. Од затекнати 16, сега имало 50 на функционални камиони, а следната година ќе се обезбедат уште 30 нови. Инаку за подобро собирање на ѓубрето, од минатиот месец е во сила забрана за фрлање отпад во контейнерите, од 22 часот навечер до 6 наутро. Мартин Арсов, Сител телевизија. Одложен е изборот на ВД јавен обвинител поради отсуство на еден од членовите на Советот. Изборот ќе биде спроведен следната недела. ВД обвинителот, кој треба да биде именуван по оставката на Коцевски, ќе може да извршува функцијата најдолго 6 месеци, односно до изборот на нов државен јавен обвинител. Советот на јавни обвинители го одложи изборот на ВД јавен обвинител заради отсуство на Јелена Догазанска-Колева наместо денеска. Изборот на привремен државен јавен обвинител Советот ќе го прави во понеделник. Предлогот дојде од обвинителот Ермон Незири. Дали евентуално би можело да се одложи ден-два, за да дојде колешката да може Советот барем кога китла за состав да може секој член да се го каже ставот. Да се работи за секој случај сериозно ова сериозен момент. Добро би било ние како членови на овој Совет да имаме, односно, своје видување на кандидат кој што би бил предложен за таа позиција. Изборот на ВД државен јавен обвинител доаѓа по оставката на Љупчо Коцевски, за кого владата бараше негово разрешување. За функцијата ВД ќе биде предложен еден од 9 на обвинители во Републичкото јавно обвинителство, но на таа позиција
може да остане најмногу 6 месеци. За избор пак на нов државен обвинител со 6-годишен мандат, постапката треба да ја иницира владата. Оттаму велат дека штом побараат од собранието да го објави огласот за наследник на Коцевски, јавноста ќе ја информираат веднаш. Право да се пријават на огласот имаат обвинители или судии и кривичари со најмалку 10 годишен стаж. Секој од нив ќе биде оценет од Советот на јавни обвинители, кој потоа ја информира владата. Таа одлучува кој од позитивно оценетите кандидати ќе го предложи на собранието за нов републички јавен обвинител. За негов избор е потребен глас од 61 пратеник. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Шилегов побара оставка од Филипче. Тој го обвини дека одработува за ВМРО ДПМН под уцена за приватни проблеми и долгови. Оставки поднесоа двајца председатели на општинските организации на СДСМ. Скопје повторно е вице шампион по загаден воздух во Европа. Струмица и Кичево се под посебни мерки поради алармантното ниво на PM10 честички. Петр Шилегов преку социјалните мрежи побара оставка од Филипче, оценувајќи дека изборот на ново раководство е самоубиство со умисла. Филипче му возврати обвинувајќи го дека одработува за ВМРО ДПМН е под уцена за приватни проблеми и долгови. Во меѓувреме оставки поднесоа двајца председатели на општинските организации на СДСМ во Битола и во Крива Паланка. Се нижат оставки во СДСМ само еден ден откако Филипче го избра новото партиско раководство. Методија Куновски и Сашко Митовски повеќе не се председатели на општинските организации на СДСМ во Битола и Крива Паланка. Двајцата вчера поднале оставки од партиските функции. Митовски, кој е еден од вкупно четворицата градоначалници на СДСМ по последните избори, во телефонски разговор за Сител не сакаше да ја потврди информацијата за како што вели, да не им наштети на и онака кревките состојби во партијата. Куновски пак, кој оставката ја објави на социјалните мрежи, напиша дека на ваков чекор се решил откако практиките во партијата не биле во согласност со неговите лични принципи и со вредностите на социјалдемократијата. Речи се истовремено на Фејсбук поранишниот скопски градоначалник Шилегов побара оставка од Филипче. Откако иронично напиша дека Филипче извршил самоубиство со умисла, на крајот му порача или си СДСМ или си тезгарош. По 50 телефонски повици за само 7 минути Шилегов напиша нов пост во кој да објасни дека бара негова оставка. Филипче пак му одговори со статус во кој алудира дека Шилегов одработува за ВМРО ДПМН. Јавно да се изнесуваат вакви работи во момент кога ДПМН не напаѓа од сите страни со цел да го замолчи, нашиот глас на вистината не е случајно. Тие пронајдоа еден од нас, послаб, ги искористија неговите приватни проблеми, задолженоста кон одредени лица, а очигледно и уцени, за да го натераат одвнатре од самата партија да внесе немир во нашите редови, напиша Филипче. Фокус пак, повикувајќи се на своји извори, пишува дека поранишните високи функционери на СДСМ Игор Ивановски и Андреј Петров покренуваат иницијатива за кадровски смени во СДСМ, со која исто така бараат поддршка за тие да раководат со партијата. ВМРО ДПМН и денеска ги искористи оставките за да порача дека бродот на СДСМ тоне. По толку помпезното најавување од страна на Филипче за реформи во СДС, тој го тргна Зоран и го стави Заев на неговото место. Наместо свеж, чист и нов кадар, тој ги врати старите истрошени кадри од времето на Заев и Ковачевски. Оставки од Филипче се бараат на секој чекор, а тој гордо ги продолжува да ги исполнува задачите кои му ги дава Зоран Заев. Реформите во СДС ќе дојдат само со формална оставка на Филипче и председателот во сенка Зоран Заев. Од СДСМ им возвратија дека прават неуспешни обиди да прикажат внатре партиско уривање во паника дека опозицијата секојдневно ги објавува нивните криминали. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Лидерот на СДСМ Филипче од Брисел, каде присуствува на состанокот на европските социјалисти, вели дека ќе бара поддршка од Европа за одбрана на демократијата во Македонија, откако вчера собранието донесе резолуција во која се осудуваат тврдењата на опозицијата за влез на мигранти. Филипче вели дека нема да дозволи да се забрани работата на опозицијата. Од партијата попладнево поднесоа и представка до Уставниот суд. Донесената срамна резолуција на ДПМН изнам во собранието е директен удар врз демократијата, слободата на говор, мислењето и политичкото действување. Кога парламент носи неуставна резолуција против опозицијата, тогаш државата престанува да биде демократска и влегува во авторитаризам, во режим. Власта сака да ја замолчи и да ја забрани работата на опозицијата, да создаде еднопартиска држава и да ја згасне слободата на говор.
СДСМ тоа нема да го дозволи. Ќе одбраниме слободата и демократијата. Овде во Брисел ќе побарам поддршка од цела Европа, од сите прогресивни демократски сили, од сестринските социјалистички и социјалдемократски партии. Македонија мора да биде слободна, демократска и европска држава. За промените во СДСМ, дали новото раководство е навистина ново, за критиките од поранешни функционери и апелите за оставки, какви се шансите за успех во тема на денот со подпредседателката на СДСМ Јована Тренчевска. Скопје повторно е вице-шампион по загаден воздух во Европа. Градските власти најавија дека ќе одговорат со препораки за граѓаните. Струмица и Кичево пак веќе се под посебни мерки поради алармантното ниво на PM10 честички. Струмичани и кичевчани се гушат. Скопје во трка со Сараево кој да биде најзагаден град во Европа. Аерозагадувањето руши рекорди, а Струмица и Кичево од денеска се под посебни мерки за заштита на населението. Бидејќи 2 дена поред е надминат прагот на штетни честички во воздухот и тоа неколку пати над дозволеното. Министерството за животна средина со препорака до работодавците да ги ослободат од работни обврски бремените жени постарите од 60 години и лицата со хронични болести. Реорганизација на работното време на отворено и да нема спортски манифестации. Исто така забрануваат палење оган на отворен простор и засилени контроли на инспекциите. Штетните PM10 честички се опасност и за жителите во Куманово, Тетово, Битола. Од Институтот за јавно здравје не добивме конкретен одговор за заштита при вакви алармантни состојби. Јавното здравје е широк поем, нели? И во однос на препораки секако дека ќе дадеме, но од друга страна мора некој нас да не информира официјално кој е степенот. Прво, дали постои и во колкав степен врз основа на тоа ние да дадеме препораки. И краткорочни и долгорочни мерки, но да не бидат декларативни како порано, туку реално да помогнат во решавање на проблемот со аерозагадувањето. Е ставот на скопскиот градоначелник. Освен она што го правиме тековно, а е поврзано со редовни инспекциски служби, да Скопје се покрие со гасни централи. И тоа е работа која што исто така не може преку ноќ да се направи, но дека работиме на тоа работиме. Алтернативни горива за загревање на домаќинствата и она што треба наредната година е да го добиеме како поддршка од страна на владата, нови електрични автобуси. Лекарите постојано алармираат колку загадениот воздух е штетен за здравјето, но и за бројните смртни случаи како последица на аерозагадувањето. Сања Димитровска, Сител телевизија. 4000 смртни случаи годишно поради цигарите евидентираат здравствените власти. Просечен пушач за една година, како што информираше директорот на Фондот за здравствено осигурување, троши повеќе пари за цигари отколку за здравствено осигурување. Просечен пушач за една година троши повеќе пари за цигари отколку за здравствено осигурување. Државата за истиот временски период брои 4000 смртни случаи од пушењето во услови кога речиси секој втор македонец е пушач. Овие алармантни податоци ја вжешти расправата во собранието, каде здравствената фела побара итни и построги мерки за заштита на младите од никотинската зависност. Дали вие сакате ако вашата жена пуши да има 52% поголем ризик да има мртво родено дете? Сигурно не. Дали сакате да има ризик 53% да го роди предвремено вашето дете? Сигурно не. Просечен пушач македонски издвоја повеќе за цигари отколку за здравствено осигурување. Вејпот и електронските цигари со различни вкусови стануваат се поголем тренд кај младите. Да се забрани нивното рекламирање на социјалните мрежи, побара Беким Сали. Упати и остра порака, законите за пушење ригорозно да се спроведуваат, но и да се пишуваат поголеми казни за прекршителите. Предлагам прекин на секоја форма на рекламирање за децата и реклами во дигиталните медиуми. По 2, законите за пушење треба ригорозно да се спроведат од сите соодветни институции. Пушењето во 2010 година во угостителските објекти беше целосно забрането и внатре и на терасите, но во 2017 година пратениците го променија законот поради жестоките реакции на угостителите дека забраната им наштетува на бизнисот, пошто се дозволи пушење на терасите на кафулињата и рестораните. Габриела Лескова, Сител телевизија.
Со дигитална алатка државата ќе следи примената на стратегијата за реформи во јавната администрација. Очекувањата од неа се да го подобри квалитетот на услугите, но и да се намалат бирократските процедури. Преку напредена дигитална алатка државата ќе ја следи примената на стратегијата за реформи во јавната администрација. Со ваквата алатка ќе се подобри квалитетот на услугите за граѓаните, ќе се намалат бирократските процедури, но ќе се воведат и иновации во работата на јавната администрација, објаснува ресорниот министер Минчев. Секој граѓанин ќе може да види што е ветено, што е реализирано и што останало само празна декларација. Ова е нашиот начин на борба против неефикасноста, нетранспарентноста и корупцијата. Ова е нашата заложба за ефикасни институции, отворени процеси и силна култура на отчетност. Главната придобивка е транспарентноста на институциите, но спроведувањето на реформите во јавната администрација е клучно во целиот процес на дигитализација. Фокусот е ставен на унапредување на функционалноста, на зголемување на употребливоста и се разбира на јакнење на транспарентноста на системот. Бидејќи, како што министерот нагласи, без навремени податоци, јасни механизми за следење, реформските процеси ризикуваат да бидат и фрагментирани и недоволно видливи. Токму тука оваа IT алатка има значајна улога. Алатката ќе воспостави организација на институциите во еден систем со кој ќе се следи кој колку реформи спроведува. Стратегијата е усогласена со европските принципи за добро управување и дигитална трансформација. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Прекршочните постапки од ДКСК за имотната состојба на поранешните и актуелни градоначалници предизвика бурни реакции. Најгласна беше Данела Арсовска, која ги обвини за јавен линч и ги повика да се занимаваат со мултимилионската корупција. Од антикорупцијска велат дека целта не се казните, туку транспарентноста пред граѓаните. И покрај тоа што го пробиле рокот, актуелните и екс-градоначалници си уште имаат шанса да поднесат анкетен лист за имотната состојба. Председателот на ДКСК вели иницирале прекршочни постапки, но целта не е да се казнува, туку граѓаните да имаат увид со што располагаат нивните избраници. Ќе го следиме процесот, дали истите и покрај тоа ќе поднесат изјави, бидејќи целта не е казнувањето, целта е да биде транспарентен имотот и интересите јавноста да знае со што се дојдени и што се одат градоначалниците, бидејќи тоа целта на пријавување на имотната состојба за сите оние кои покрај тоа нема да поднесат изјава, комисијата ќе иницира постапки за проверка на нивната имотна состојба согласно закон. Градоначалникот на Скопје Ѓоргиевски вчера реагираше дека тој нема суштински промени во имотот од последниот анкетен лист кога бил градоначалник на општина Кисела Вода. Поради интензивни работни обврски не стигнал да го запази рокот, но ќе го поднесе анкетниот лист во следните денови. Поранишната градоначалничка на Скопје Данила Арсовска реагираше бурно и ја обвини ДКСК за јавен линч. Доколку работеле професионално и доследно уште на почетокот од мандатот ќе ги известеле лично за обврската. Во реакцијата Арсовска вели добро ќе било да сработат нешто за мултимилионската корупција во Македонија, отколку да се закануваат со прекршочни глоби. Државната комисија за спречување на корупција вчера ги објави списоците со имиња на градоначалници кои не поднели изјава за имотната состојба и интереси. Во едниот список се 35 поранешни градоначалници, а во другиот 19 новоизбрани кои не поднеле анкетен лист. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Бизнисот се согласи на зголемување на минималната плата, но придонесите да останат исти. Тие бараат од владата да го субвенционира покачувањето. Економско-социјалниот совет во понеделник синдикатот ќе бара зголемување на минималецот веднаш, и тоа најмалку за 6.000 денари. Зголемување на минималната плата, но придонесите да останат исти. Разликата до покачувањето да ја субвенционира владата. Ова е предлогот на Бизнис конфедерацијата, кои сметат дека платите треба да растат, но само во општините кои можат да се дозволат. Пример земеме дека минималната плата ќе биде 25.000 денари или 30.000 денари, покачувањето да биде олеснето. Останатите придонеси кои досега се исплаќале по било кој основ на платата да останат на истото ниво. Во понеделник на Економско-социјалниот совет, синдикатот ќе бара зголемување на минималецот веднаш, и тоа најмалку за 6.000 денари. Зголемување треба да има и кај дел од платите во јавниот сектор, кои беа изоставени во последната година и пол. Уште немаме добиено каната за Економско-социјалниот совет. Ќе разговараме, се надевам, за минималната потрошувачка кошница.
но има и работи кои што треба да ги разговараме во делот на покачувањето на оние работници во јавниот сектор кои што остана на оние плати од пред години. Од владата го повторија ставот, ќе се прифати она решение што ќе го договорат синдикатот и работодавачите. Инаку на конференцијата Достоинствена работа вистински пат кон праведно општество беше истакнато дека 100.000 граѓани работат на црно, земаат плата во плик, без да платат денар кон државата за предонеси. Затоа од следната година ќе има законски измени за сузбивање на сивата економија, а ќе се зголемат и казните за газдите. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.